Во овие вести разговараме со директорката на Здравствен дом Скопје, доктор Татјана Баевска-Вучковиќ. Доктор Баевска, претходниве 2 дни имавме зголемен број на пациенти кои што бараа лекарска помош. Како беше во текот на ноќта и денешниот ден со оглед дека вие раководите, односно сте директори на Скопската брза помош? Целата состојба, значи, очекувани реакции имаме од целата таа состојба, посебно во минатата вечер, значи после потресот во 20 часот имаше зголемен број на повици према службата 194 во текот на вечерта, значи по 20 часот, некаде до 23 часот имавме 18 интервенции, во главном, значи, реакција стресна состојба, интервенирано во домашни услови и една лицева повреда на повозрасна жена која што при движење се сопнала, паднала и повреда на лицето, меѓутоа истата таа истретирана во домашни услови. Исто така во однос на интервенциите од неделата, значи после оној потрес од 5,3, вкупно 32 интервенции се, значи 30 се кај стресни состојби, 2 транспорти, една повреда на рака и една бремена жена од самиот стрес, значи силна вознемиреност, транспортирана на ГАК. Инаку другите сите 30 интервенции се во домашни услови истретирани. Линијата нормално и очекувано е да биде вжештена во првите неколку часа после овие потреси, бидејќи тоа е една акутна состојба на стрес кај граѓаните и очекувано е. Во главном со совет се смируваат, исто така и линијата Ало доктор е максимално искористена во овие денови, тоа се очекувани реакции на граѓаните, стравот е една експресија на емоција која што е нормална во вакви состојби. Меѓутоа, она што е важно и како член на управувачкиот комитет, кој што заклучоците ги донесовме, да граѓаните пред се ја употребуваат 194 како прва линија на ургентна вонболнична медицина, да самостојно, значи само иницијативно не одат во ургентните центри, бидејќи бројките и статистиките кои што ги имаме, во главном станува збор и за повреди кои што се настанати при движење, амбулантски третирани, само 4 случаеви беа хоспитализирани, а од сето ова, значи, што е важно и како препорака и заклучоци од овој комитет, да се придржуваат сите према препораките, максимално колку може да се менаџира тој страв, за да едноставно паниката како непријател не ги допринесува оние други несакани последици како одраз на паниката. Во тој контекст, да ве прашам, вело дека лекарите вело дека е вообичаено при вакви елементарни непогоди да се зголеми побарувачката, потрошувачката на антидепресиви. А каква е состојбата во дежурните ноќните служби со кои што вие раководите? Дали имаат забележано ваква ситуација? Па немаме, значи во главном граѓаните се присебни, значи стравот е една експресија ке секој што е присутна во ваква состојба, посебно како состојба на земјотрес, меѓутоа она што во евиденцијата го имаме, службите си работат регуларно и одговараат на оние што се секојдневни состојби, посебно еве во дежурните пунктови. Така да кажа, во главном со телефонските јавувања ке оние кои што е силно изразена таа вознемиреност и страв, значи со еден совет се смируваат, се надеваме дека целата оваа состојба ќе се смири и она што е важно, значи да се почитуваат препораките кои што институциите ги даваат при постапување на состојби на земјотрес. Имајќи ги предвид изјавите на експертите, смирувачките изјави дека ова се веќе се афтер шокови, нема простор за паника, дали се уште ќе имате засилени екипи на терен или? Па во текот на денот е мирно, значи немаме веќе, кажав, некаде синоќа до 23 часот, значи во главном повиците реакција на граѓани кои што биле вознемирени и стресни состојби, понатака во текот на ноќта било мирно, денеска е мирно, работиме со екипи кои што редовно се планираат за работа, меѓутоа во приправна состојба секако има екипи да доколку има потреба се повикаат и да дојдат да интервенираат, бидејќи службата за итна медицинска помош, како што кажав, е прва линија на ургентна вонболнична медицина, кога најповеќе на граѓаните им треба, кога во секојдневното живење, а посебно во вакви услови. Јас ви благодарам што бевте гости во вестите. Значи, латас, како што слушнавме, граѓаните не треба да паничат, а службите 194 им се на располагање на сите оние кои што имаат било каква медицинска помош.